специјална понуда добивме од Полска, понатаму преку премиерот Мицотакис до нашиот премиер Заев од Грција и за тоа веќе аплициравме за 800.000 дополнителни дози. И имаме добри вести, а тоа е дека Бугарија како донација ќе одели слободна количина на вакцини од секоја количина која што таа ќе почне да ја добива во следниот период. А вчера стигна писмото за најава од страна на ковакс механизмот дека е можно вакцините преку овој механизам да стигнат на крајот на месец јануари или почетокот на месец февруари. Според нивното писмо станува збор за Pfizeровата вакцина, а следна која што доаѓа предвид е вакцината на AstraZeneca. Владата на затворена седница го усвои договорот за набавка на вакцините од Кина. Се задолжи Министерството за здравство и ние ќе го подпишеме во понеделник, после што се надевам дека за најкраток можен временски рок тие ќе стигнат во нашата земја. Веќе се обезбедени 833.000 вакцини за 400.000 граѓани преку ковакс механизмот. Не замолија од компанијата да се уште не се објавуваат дозите, инаку точно знаеме колку дози треба да стигнат во февруари, колку во месец март и во април. Резервирани се дозите со таа динамика како што од Pfizer беше најавено, тоа се 5.850 дози во месец февруари, по 17.500 во месец март. По три механизми по 800.000 дози за 400.000 граѓани. Значи вкупно 1.200.000 граѓани, што е близко 60% од населението, толку што е сега предвидувањето дека треба да се постигне колективен имунитет. Не сме имале никаква понуда од Кина. Тоа што ние сега го правиме е разговор со кинеските фабрики директно да склучиме договор да обезбедиме количина од 200.000 дози. AstraZeneca, веројатно заради тоа што и самиот ковакс механизам имал најлесен пристап кон производството на вакцината од AstraZeneca, очигледно е дека многу потешко е да се стигне до вакцината на Pfizer. Јас верувам дека ќе започне дека првата количина ќе биде практично ова што денеска договоривме да стигне од Република Бугарија. Според нивните сознанија, со тоа што и тие не беа нормално сигурни, зашто апсолутно ги разбирам, таков е притисокот од сите земји во светот во месец јануари. Јас верувам дека ќе има начин да и пред месец март вакцините стигнат во нашата земја. А вчера стигна писмото за најава од страна на ковакс механизмот дека е можно вакцините преку овој механизам да стигнат на крајот на месец јануари или почетокот на месец февруари. Не би сакал да зборувам за рокови заради тоа што тие детали ќе ги знаеме до крајот на неделата и тогаш јавно ќе излеземе и ќе ги обзнаниме. Така да во месец февруари очекуваме да пристигнат вакцини по повеќе механизми од делот на Pfizer, првиот дел помош од Србија, а после тоа и нашиот договор е до крајот на неделата точните термини преку ковакс механизмот и сигурно во месец февруари и кинеската вакцина. Едноставно станува збор за глобален недостаток на вакцини. Практично во месец февруари првата количина на вакцини која што ќе пристигне во нашата земја ќе бидат кинеските вакцини. Вакцината на AstraZeneca според најавата од системот ковакс треба да пристигне во месец март. Првите дози може да се очекуваат на оние земји кои што се спремни, а ние бевме оценети како една од најспремните земји во Европа, во смисла на тоа да се пречекаат, складираат, дистрибуираат. Мислам дека ќе бидеме една од ретките земји која што во прв момент ќе обезбеди значајна количина на вакцини за сериозно голем процент од населението.